Почитувани гледачи, добар ден. Во денешното издание на емисијата Ваш пратеник, гостинка во нашето студио е пратеничката Сања Лукаревска. Добре дојдовте во Собраниското студио. Благодарам на поканата и поздрав за сите што ќе не гледаат. По професија сте правник, меѓутоа од она што го гледаме последниот период на Собраниската говорница, подеднакво добро, освен во правото, се снаоѓате и во економијата. Еден од најактивните говорници сте за буџетот, за ребалансите, за економските закони. Од каде љубовта кон политиката? Кога студиравте право и кога се определивте и за економијата и кога магистриравте на правниот факултет, дали мислевте дека некогаш ќе се занимавате со политика и дека ќе се најдете во собраниските клупи? Веројатно дека ќе бидам дел од политичкиот живот во државата, не сум размислувала како помала, меѓутоа како подлабоко навлегува во она што значи политичко делување и пред се и партиско делување, ако можам така да го кажам, секако дека сама се наметна желбата да бидам и дел од собраниските клупи, зашто можам да препорачам на секој оној кој што сака да се занимава и што се занимава со политика, дека да си дел од собранието, да си пратеник е навистина едно преубаво искуство и многу мудро всушност и овозможува да се функционира во рамки на собранието. Така, понекогаш и вашите колешки пратенички го споделуваат истото, е тешко да си жена во политика. Колку ви значеше поддршката од семејството кога се определивте за тој пат? Видете, јас можам да кажам кога веќе сум станала член на одредена политичка партија, секако дека имало и одреден фамилиарен бекграунд и самата ситуација тоа го наметнала. И во тој еден период кога сум размислувала дали да се активирам повеќе или помалку во политиката, пресудно било и она кое што значи домашен разговор и еден вид и поддршка или ветер во грб кој што ми ја дале родителите. Пред се сум благодарна на сите совети кои што ги дале и кои што ми ги даваат постојано, поготово татко ми. И сметам дека доста добро ми имаат исчеличено и на оној сегмент за кој што и вие зборувавте, жена во политиката. Затоа што денес навистина е ѓаволски тешко да функционираш во политиката, а при тоа да останеш имун на сите оние навреди и на сите оние клевети кои што се упатуваат пред се кон жените во политиката. И затоа сум голем поборник, кога сум била и надвор од пратеничките клупи, меѓутоа сега уште повеќе кога сум дел од овие пратенички клупи, дека женската солидарност не смее да се дели по било каква партиска, верска, социјална, етничка боја. Напротив, независно од нашата политичка определба, жените секој пат треба да си ја даваат поддршката една на друга. Затоа што мислам дека многу зборуваме да ја унапредиме и да ја промовираме онаа женска солидарност и на форуми, и на дебати и така натаму, меѓутоа реалноста е сосем поинаква. За жал. За жал, навистина. Го спомнавме семејството, ги спомнавме домашните разговори, советите од родителите. Што најмногу влијаеше на вас за да се изградите и за да ги стекнете овие особини што ги спомнавме во претходниот разговор? Најмногу влијаја пред се животните искуства и животните лекции кои што ми ги имаат дадено моите родители. Пред се мудроста која што ја имаат, секако дека колку е некој повозрасен и поискусен е во она што значи животно функционирање. Благодарна сум и за домашното воспитување, кое што ден денес сметам дека колку си повоспитан и колку си попатриархално воспитан секако, толку и си повеќе хендикепиран за ова денешно функционирање, затоа што се изместени и критериумите, и вредностите и така натаму. Иако на почетокот кога сум требала факултетски да се насочам дали тоа ќе биде правото како што споменавте и вие или пак економијата,
Пресудна беше генетиката која што имав од татко ми, па тука се кршеа копијата околу она што значи Академија за драмски уметности и на крајот нели се заврши на правниот факултет. Многу сакав да бидам адвокат, гледајќи ги оние интересни американски филмови, затоа што адвокатурата таму и адвокатурата тука мислам дека се доста различни. И за жена како сепак правник, адвокатурата е соодветна. Меѓутоа и правото и политиката и секако животното искуство, меѓутоа и мојата желба да контактирам со многу луѓе, си направи една таква ситуација да функционирам како што функционирам денес. За жена пред се која што сака да се занимава во политиката, нема поубава професија од пратеник, затоа што таму можете и да критикувате, не да критизирате. Јас не сум поборник по секоја цена да критикувам нешто, колку само да се каже дека тоа е работата на пратеник во опозиција. Меѓутоа, навистина многу се трудам да покрај во економските проблематики да дискутирам, како што напоменавте и вие. Сакам и да осознавам, и да читам, и да дебатирам и на теми кои што не ми биле познати, не ми биле својствени, но сепак тоа и го наметнува функционирањето во парламентот како пратеник. Подготвен пратеник за мене не за сите области, секако ние не сме Википедија. Меѓутоа, подготвен пратеник е обврска која што ни ја дале граѓаните, бидејќи тие и не гласале на изборите. Да, така е. Мора да се застапуваат интереси од различни теми. Пред да станете пратеник, бевте начело на управата за јавни приходи. Колку до тогашното работно искуство ви помага денес кога сте дел од овој пратенички мандат? Видете, јас сум била и пратеник во 2020-та, некои 3 месеци од прилика. И веднаш тогаш ја почувствував разликата, што значи да си директор на институција, односно извршна власт, а што значи законодавна власт. И тогаш многу сакав да се вратам во просториите на управата за јавни приходи. Тоа е еден сегмент, таму треба да сте врвен менаџер, затоа што работите во институција која што брои повеќе од 1000 вработени, која што е доста податлива институција, која што има огромен број на надлежности, која што е столб на државата и бидејќи ги собира приходите во буџетот, меѓутоа и онаа комуникација со надворешни лица, со странски партнери кои што го овозможуваат унапредувањето на соодветната институција, меѓутоа и пишување на закони, она што значи одредени измени законски кои што сме ги предлагале тогаш, ми беа многу од помош, односно ми се многу од помош и сега како пратеник. И истовремено, она кое што може би го пропуштив, рековте дека повеќе дебатирам на теми кои што имаат економски предзнак, тоа секако овозможи мое делување претходно во управата за јавни приходи. Иако јас сум правник, но многу пати сум кажала, за да водиш една институција, независно што професија имаш или какво факултетско образование или магистерско или така натаму, пред се и најбитно е да имаш добри менаџерски способности и да ги почитуваш сите колеги кои што всушност се дел од едно семејство твое, професионално пред се, нели? Колку тоа што менаџиравте таква институција со толку голем број на вработени помага денес во комуникацијата со останатите колеги во собранието? Многу. Јас сум еден од поборниците дека треба да градиме еден сегмент на политичка култура. Не да се напаѓаме само безпотребно, напротив, да се критикуваме, тоа да биде издржано со факти, со аргументи и инсистирам некој пат ако е нешто добро да се каже дека е добро, независно што доаѓа од нашиот политички опонент. И очекувам дека така треба да се однесуваат сите. Не сакам да навредувам безпотребно, колку само да добивам некакви политички поени, а тоа да биде неиздржано. Бидејќи граѓаните мислам дека веќе имаат навистина истенчен вкус, гледајќи кој политичар како комуницира. Ако сме малку по-елоквентни, ако сме постабилни во она кое што го зборуваме, тоа да биде издржано, поподготвени, мислам дека тоа повеќе го почитуваат, отколку да сме, јас што би сакала најчесто да кажам, жени на чешма, никој не сака да не гледа дека сме политичарите.
Председател сте на Собраниската комисија за финансирање и буџет, покрај ова членувате и во неколку други собраниски тела. Зашто најмногу дебатирате и зашто најмногу се залагате во вашата работа како член на овие комисии? Токму така, еве, овде каде што го снимаме ова, нели, домот, всушност, на Комисијата за финансирање и буџет. Најчесто дебатирам на законски решенија кои што се однесуваат и кои што ги разгледува Комисијата за финансирање и буџет, нормално за буџетот, за ребалансот, некои други закони кои што се однесуваат на соодветни економски параметри. Многу пати тука сме имали одредени настани како домакини ние комисијата со членовите и за фискалниот совет, за нивните препораки, Државниот завод за ревизија, како и одредени други странски партнери. Сакам да дебатирам исто така и на Комисијата за изборите и именувањата, и таму сум соодветен член. Многу пати имам дискутирано и како заменик председател на Буџетскиот совет и во сите оние комисии во кои што сум некаде сум член, некаде сум заменик член. И пак ќе напоменам дека тоа се тие различности и различни теми кои што всушност будат интерес и нешто ново и да научиш и да осознаеш и да ги видиш сите оние надлежности кои што ги имаат одредени институции, за кои што претходно не сме ни знаеле. Пратениците секој петок се сретнуваат со граѓаните од изборна единица. Вие сте пратеник од третата изборна единица. Зашто најмногу се интересираат и што најмногу предлагаат граѓаните од третата изборна единица на средбите со вас како пратеник? Па да, како што напоменавте, не е само петок, туку буквално е секој ден од неделата и најповеќе разговараме или даваат тие соодветни предлози за одредени измени во законите, актуелните закони, или ако има некој соодветен закон кој што е предмет на дебата, даваат своји сугестии како би можело тоа да биде подобро срочено, подобро истакнато. Делуваат и одредени пензионерски здруженија, многу пати сме разговарали со одредени структури кои што значат област, финансирање, буџет, сметководство, даночна политика и така натаму. Младите истовремено даваат своји сугестии за да се унапреди системот за одредени области. Исклучително интересно, бидејќи, како што напоменав и претходно, мандатот го црпиме токму од граѓаните и тука сме за нивните потреби и за нивните проблеми да најдеме соодветни решенија. Не сме само пратеници кои што дебатираме, напротив и овозможуваме да има одредена решливост. Дали тоа оди лесно или потешко, граѓаните и тоа и го гледаат. Меѓутоа, сметам дека сите оние законски предлози и решенија кои што сме ги дале и како пратеничка група од која што потекнувам јас, сметам дека треба малку поинтензивно да ја добиваме поддршката од власта, затоа што не постои лошо решение, туку нормално дека треба да го видиме светлото на денот, дали ќе го доживе, односно имплементацијата после е клучна. До крајот на овој пратенички состав со мандат од 2024 до 2028 година остануваат уште нецели 3 години. Кога би сакале да издвоите едно законско решение или една ваша заложба по која би паметеле гласачите, што би било тоа? Кој закон или кој ваш предлог? Па мислам дека имаше едно такво законско решение, предлог законско решение што го поднесовме, што се однесуваше за одредена финансиска помош за семејствата на загинатите и повредените во траурната несреќа во Кочани. Сметам дека требаше да има реализација на едно такво законско решение, но во иднина мој фах повеќе, гледајќи што се случува во државата, гледајќи до кој степен може да се развива фемицидот, мислам дека ќе иницирам повеќе такви законски решенија кои што ќе заштитат жената во општеството од било какво насилство. Од една страна, од друга страна и ќе унапредат незината улога повеќе во општество како еден од клучните фактори, но нема да заборавам да продолжам и понатаму да бидам дел од предлагачите на законски решенија кои што значат повисок стандард за граѓаните пред се од економски аспект. Ви благодарам. Благодарам и на вас.